Јас кратко исто ќе се осврнам. Прво, исто морам да кажам лично, дека сум бил колега со господинот Имер Алио и тоа на два пати. Еднаш во владата на Република Македонија, каде што господинот Имер Алио беше заменик председател на владата, и потоа исто сме се затекнале со господинот Имер Алио во собраниските клупи како пратеници. Она што можам да го кажам е дека како политичар има искуство, но тоа не мора да значи дека е гаранција за извршување на неговите работни задачи доколку биде избран за директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци. Но очигледно е дека политичкиот ангажман во ДП или можеби надвор од ДП во одредена, би рекол, јавна или полујавна коалиција со партијата на Зоран Заев му помогнала на господинот Имер Алио да добие поддршка и да биде предложен од страна на владачкото мнозинство за ова одговорна позиција. Тоа што сакам да го потенцирам по однос на самиот закон кој се однесува на заштитата на личните податоци, е дека за жал во Република Македонија во политичката пресметка, без разлика од која страна доаѓа, за жал некогаш токму владата или самата служба за односи со јавноста на владата до медиумите лиферува информации кои што не би требало да бидат обзнанувани, би требало да се работи за заштита на лични податоци, но за да се добијат одредени дневно-политички поени, власта која што има привилегија да има пристап до одредени информации за било какви предистражни, истражни постапки или нешто друго, кои што според закон би требало да се тајни и не би требало да се споделуваат, гледаме дека некогаш дури и самиот премиер во заминување Зоран Заев, дали во интервјуа, дали на пресконференции, злоупотребува такви податоци и зборува за одредени лица кои што не се негови политички истомисленици и обзнанува податоци од одредени предистражни или истражни постапки на јавното обвинителство, а потоа, откако ќе биде прозван, се правда дека тој по службена должност знаел и затоа што е транспарентен, споменал кој за кого се води или не се води предистражна или истражна постапка. Затоа сметам дека, за жал, владата во овој случај се појавува како субјект кој што не целосно ја почитува заштитата на личните податоци кога се работи за политички неистомисленици или пак кога се работи за одредени новинари кои што се критични кон власта. Ние знаеме дека имаше неколку скандали. Тука би го споменал скандалот за случајот Леонардо, во кој што беше замешан заменик генералниот секретар на владата, господинот Рашковски. Тука би го споменал исто и скандалот поврзан со господинот Курто Дудуш, градоначалник на општината Шуто Оризари, кои што афери беа обзнанети токму од новинари кои што се занимаваат со истражувачко новинарство и стигнале до одредени податоци. И тука имавме две прекршувања на принципите на правната држава. Прво, наместо обвинителството да се заинтересира за тоа
кој го предизвикал таквиот скандал и дали навистина се работи за корупција, незаконито действување или злоупотреба на службена положба и да го гони таквиот криминал доколку постои. Обвинителството веднаш почна постапки против новинарите кои што објавиле вакви скандали поврзани со власта и тогаш следува од страна на владината служба за односи со јавноста лиферување на информации до јавноста за кои новинари се водат предистражни постапки за неовластено снимање или за неовластено пуштање во промет на одредени материјали, каде што се компрометирани одредени општински или владени функционери. Ваквото однесување сметам дека е во колизија со токму со законот за заштита на личните податоци, каде што доколку биде избран, ќе треба како негов контролор да биде господинот Имер Алију, но доколку неговата политичка релација со СДСМ му е поважна, тогаш тоа може да му представува хендикеп и ризик во действувањето и спроведувањето на овие законски одредби. Доколку смогне интегритет и биде човек кој што сака да се ја исполнува задачата на соодветно ниво, тогаш ќе треба строго да се придржува кон тајноста и заштитата на обработката на личните податоци. Особено во овој предизборен период, каде што обработката на личните податоци и заштитата на личните податоци во голем дел е поврзана и со Министерството за труд и социјална политика и токму затоа во законите за формирање на техничка влада за спроведување на изборите, двете министерства кои што имаат најголем пристап до личните податоци и нивната обработка, Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјална политика, ќе бидат пополнети со представници од страна на најголемата опозициона партија, се со цел да има баланс во самото владење и во самото организирање на изборите, но истовремено и во заштитата и недозволувањето на злоупотреба на обработката на личните податоци со кои што располага МВР и со кои што располага Министерството за труд и социјална политика. Бидејќи злоупотребата на ваквите податоци може на одредени политички или локални субјекти да им даде предност во таргетирањето на одредени целни групи кои што сметаат дека треба да им бидат целни групи за придобивање на гласови за време на изборната кампања. Затоа сметам дека веројатно господинот Имер Алију лесно ќе го помине тестот на обезбедување на мнозинство за да биде изгласан на челната позиција на оваа важна институција, но да бидам искрен, имам резерва и само времето ќе може да биде доволен доказ, да го докаже тоа или да го демантира, колку господинот Имер Алију ќе биде на висина на задачата како директор на оваа важна институција за заштита на личните податоци. Од таа гледна точка би апелирал во најскоро можно време, а најдобро би било после изборите во текот на мај, јуни или јули следната година, да се организира и една јавна расправа на која што би бил поканет, доколку биде избран, директорот на оваа установа, за да можеме заеднички да дискутираме за примената на законот и во изминатиот период од 1 или 2 години наназад, но и во иднина што може да се подобри во законскиот текст во следниот период, за да може оваа чувствителна точка, која што досега често, не само во последните 3, би рекол во последните 13 или 15 години, знаела да биде злоупотребувана, како да се надогради овој закон, за да можеме оваа чувствителна област на заштита на личните податоци да издигнеме на повисоко рамниште. Благодарам многу.